Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва ги отвараме од самиот почеток телефоните. Здраво, Жанко Жилковски, Живко, Жужуи. Ги отвараме телефоните, тема ќе биде град Скопје. Поточно се ближат избори. Најчесто имаме една шизофрена ситуација кога се однесува за Скопје. Од една страна, знаеме 2 дена да си го фалиме колку ни е убав градот, колку сме среќни во него, колку ни е се и после наредната недела да викаме дека е ова bullshit, дека ништо не чини, дека е огавно, дека е огазно, дека е гадно, дека е батак, дека е се и се што и после пак 2 дена се враќаме во шизофренијата. Да го фалиме и да си го сакаме Скопјенце наше, мило и така натаму. Еден град не го прави град, туку го прават граѓаните и го прават луѓето кои живеат во него, а поточно емоциите према нешто, па било тоа дали е Скопје центар или е Свирипичино, зависи само од една работа. Каква релација и какви емоции сте се врзале тоа место. За да врзете некако емоции кон место, вие не можеш, ретко кој врзува спрема некоја планина, тој има така и пустињаци, но обично е тоа што нешто убаво ќе ни се случи со некои луѓе. Ти се родило дете, си седнал у кафеја, убаво си поминал, некоја журка, некој роден ден, некоја прослава. И тоа е оно што ти создава еден убав печаток. И затоа некогаш може ќе отидеш у некој провинцијски град, дали у држава или у друга држава, и ќе видиш таа мизерија и ти вика леле колку ми е убаво, си го сакам. Или доаѓа некој, да речеме гурбеджија од не знам, ултрамодерен град, да речеме Вухан, нели? Еден од поновите, живе и работи у Дубај 20 години. И се што да ти кажам, Дубај е све ново, све е футуристички, можеш научно-фантастичен филм да снимаш по улиците, не мора да правиш и специјални ефекти, доаѓаш тука, си се враќа у село, иде во некое село и он вика леле што ми е убаво. Зошто му е убаво? Зошто му се емоциите? Заради камењата, заради калта у која цапал, заради тоа што морал со кофа ладна вода да се бања. Значи негативностите исчезнуваат во оној момент кога се создала некоја релација. Таму бил брат му, татко му, мајка му, братучедите, другарите, си играле, се трчале, кучето и така натаму. Значи, тие некои релации ни создаваат. Ние Скопје го направивме такво какво што е. Скопје не можеш да го сакаш, ве разбирам, ама не можеш ни да го мразиш. Тоа да го мразиш Скопје е да мразиш пола држава. Во Скопје живеат 500 до 700 илјади жители. Толку е Скопје. Па дури на црно со се ново компонованите населби, каде што веќе, дури ни на попис тоа нема да го видите, Скопје може да тера и преку 700-800 па и 900 илјади жители. И Скопје бројчано е поголемо од Солун. Многумина се чудат, но отворете на Википедија ќе видите дека Скопје во основа, нели официјално, по статистика, има повеќе жители од Солун. Но Солун е по-комфорно направен, не е збиен, на многу поширок, има многу повеќе куќи, луѓето пораскошно живеат, а ние сме онака сакаме сардинчиња како јапонско порно да се тискаме и да се трљаме едни од други. Тоа е еден од маните на нашиот менталитет кој ни дава некакво чувство на заедништво. Наскоро идеме со кампања на 27 за локални избори. Секако добре дојдени се и ова е официјална покана до сите субјекти, објекти, НЛ, УФО, од подземје, надземје, приземје, од оние со рогови и оние со бели крила. Добре дојдени се во емисијата да ја предочите вашата програма за тоа што би направиле со град Скопје, со некоја од општините или со некој друг град каде што се кандидирате, седно било кој друг град. Значи, ќе се потрудам јас како домаќин на оваа моја емисија, што е можно повеќе да им дозволам на луѓе да дојдат и да говорат.
поканети се од двете главни големи партии, СДСМ и ВМРО. Од СДСМ секогаш ги канам и секогаш одбиваат. Они сега за сега одат само на нивни телевизии, што се нивни платени и контролирани, како Канал 5, Сител, Телма, 24 Вести и слични. МРТВ нормално, од друга страна, например, Левица прифати да гостува овдека, дури мислам дека сите своји 6 кандидати ќе бидат гости овде, нема проблем никако. Секако од Родина ќе бидат тука, од помалите партии, од партијата на Јанко Бачев, од ВМРО ДПМН ќе бидат, например, договорив со Тони Михајловски како кандидат за Куманово, за другите не знам. И има таа работа, сега повторно ни доаѓа еден аспект за муабетот за Скопје. Сеедно не мора да сте од Скопје да зборите за Скопје. За Скопје може да збори и има право и оној што еднаш бил у животот и рекол никогаш повеќе. Што е тоа што Скопје го прави убаво, што го прави лошо? Дали има шанси некој нешто конечно да го направи ова и на сите да им биде ова подносливо место за живење? Овдека во Скопје се гради претерано. Тоа е таа урбана мафија која гради и кај треба и кај не треба. Градот ги дозволува сите овие урбано-мафијашки работи кои, ние рипнавме за една голема, каде што е пред Holiday Inn, паркингот ќе се гради. Од секогаш беше план таму да се изгради нешто големо и треба таму да се изгради нешто големо. Тоа е моето мислење, јас се извинувам, мое лично мислење. И ја го поддржувам тој проект. Но она што се прегради, надгради и се изгуби душата на оние убави, прекрасни мала, како например Дебар Мало, го унаказивме. Или направивме населба која се вика Капиштец. Капиштец требаше да биде место каде што ќе има згради до 4-5 спрата, за да може да се направат и паркчи, ама не! Во 80-тите години понесени од поројот наречен аеродром и Ново Лисиче, ние решивме у центар да изградиме голема населба. Карпош, аеродром и Ново Лисиче се совршени населби, направени онака како што треба. И не требаше ни една зграда плюс да се направи таму. Тоа е одлично проектирано на времето, со планирање колку воздух, колку простор, колку тревни, колку паркинг простор ќе има. Сега нема, нормално. Ама зошто? Затоа што криминалот кај градоначалниците, како бе можеш да ги наречеш? Сегде у светот има еден градоначалник. Еден градоначалник. Борис Џонсон беше градоначалник на Лондон. Ама не беше Лондон нема градоначалник на Челси, градоначалник на или Њујорк, градоначалник на Нью Джерси, градоначалник на Квинс, градоначалник на Харлем. Не, имаше еден и пријатно, сите го знаат. Популарен и познат како председател на Америка. Например, Рудолф Џулијани, нели? Но ние во Скопје немаме градоначалник. Шилегов, на што е градоначалник? Карпош не е негов. Аеродром не е негов, центар не е негов. А што е негово? На што е градоначалник? Па на оние работи што се дадени како ингеренции на градоначалникот и така натаму. Шилегов е за секоја критика. Обичен Шилјо Куран кој се заебава со сите нас. Му се може. Секоја чест. Ние сакаме политички курназлак. Ние не сакаме ние политичари како Киро Глигоров. Секој збор одмерен, секој збор културен. Немој да ми заберувате за мојата некултура. Мојата некултура во говорот е во контекст на вашите политичари кои ги бирате, ги сакате и ги почитувате. Јас сум намерно некултурен, но не сум ни грам повеќе, ни грам помалку од нив. А ја би сакал да продолжеше трендот на политичари од Лазар Мојсов, преку Киро Глигоров, преку Клјусев, кои беа високо образовани, кои беа култивирани, кои беа
со наследство од комунистичката партија. Комунистичката партија на Македонија имаше, со сите мани, имаше еден висок морал. Овие наследници, ние, бре, Бог да чува, оравче од рука со машичка да не му земеш. И нормално кога дојде Бранко, почна тој скопски курназлак, мангупски, во политиката и сите оние жени новинарки, новинари се одишува, леле, како му го спушти? Дечки, тие финти спуштања, тоа го правевме на Корзо пред Ванила, ама стана мејнстрим. Така, па да видиш јади бурека, еве ги истите финти. Нели, многу ми ме хејта, ти со право, нели? Знам да бидам дрзок, знам да бидам вулгарен, знам да бидам безобразен. Но јас само говорам, додека вие не ги санкционирате таквите политичари, ја немам намера да го сменам својот наратив. А верувајте дека сум многу покултурен у животот, од што сум во емисијава. Но, емисијава ви е слика и прилика на политичарите кои ги изградивте. Скопје има значајни градоначалници од Ристо Пенов, од Коце Трајановски и Шилегов. Трифун Костовски не би го ни спомнал. Со сета должна почит, човекот може е добар, може е лош, ја ништо не знам. Ама тој е можеби најбледата фигура во Скопје што се појавила воопшто. Мислам, никогаш не би станал градоначалник да не Груевски во својата, ајде да кажам, спектакуларна онанија на Чалам, колку сум моќен, еве ке ставам и човек што не е нас, ке го направиме. И стварно, ВМРО гласаше, покажа дека е гласачко тело на копче, ке гласаме за дали Данела ќе биде нешто слично или Данела ќе биде големо промашување, не знам. Но ја ги отворам телефоните град Скопје. За кого ќе гласате? Што чини у градов? Што не чини? Што треба да се смени? А може и да не разговараме. И тоа ќе го сватам. Само знаете како? Ако не збориме на темава, да ви кажам судска пракса шо вика. Девојката е силувана. Судијата ја прашува. Дали му рече стоп? Ама он ме облюбуваше, ме макнуваше, ми ги соблекуваше гаѓичките. Okay? Дали се обиде да го спречиш? Да. Дали јасно и гласно му кажа не сакам? Да. Дали му пречуте? Не. Тогаш во ред ќе го осудиме за злодело врз тебе. Али ако си му пречутел? Ако си му пречутела? Ако си му дозволила? Ама бев парализирана од страв. Ја потполно те разбирам и сочувствувам со тебе. Дали ти на тој во кревет, кога претерал, јасно и гласно, дали си го удрила, изгребала, дали си му рекла не сакам, не сме, на било кој начин до свеста негова да знае дека он не смее да ти го прави тоа, си му кажала јасно и гласно. Не, си пречутела, стаписана, така? Тогаш имал право. Тогаш стварно човекот може да се вади, види, она молчеше, а знаеш како? Молчењето е причутно одобрување. Така и со градов, така и со нашиве политичари, така со нашиве градоначалници. Немам што друго да ви кажам. Сега, ние сме во ситуација, стварно, вук поел магарце е работа. Too late, too little. Но, никогаш не е доцна да се почне со едно здраво ткиво. Да се почне на еден здрав начин. Имате ли надеж дека некој нешто може да направи? Да ги наместам слушалките, ако имаме евентуално некој зајавување, иако не знам дали имаме. Но, како? Нема. Одлично. Одлично. И тоа што, причитуваме, така. Незадоволни сте од Шилегов? Појма немам. Појма немам. Супер. Уште 3 мандата. Дај му на детот. Друг? Следеќи? Океј. Збориме за Скопје, имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас сакам едноставно градоначалникот го замислувам како човек од народот. Тој треба да дискутира, да биде гостин на телевизии, треба да биде со народот,
со граѓаните, да не биде костилизане како вас, вие сте што сте костилизани. Добро, вие имате право, не е баш и костни, малку е спортски, него да биде непосреден, да може да те прими кога сака, како што вие ги пуштате, што се вика во емисија, така и он да се најави, значи да има стручен, да речем, колегиум кој ќе непосредно ќе комуницира, ќе комуницира со странките и дека што ќе треба да речеме да помогне да комуницира. Да има стручни лица. Ова сега им давам идеи, не тоа не. Тоа веќе на гостување на некои други кампањи за кои се бориме и асоцира на злоупотреба на службена должност, ама и тоа е приватна телевизија, нема да биде тоа. Значи, градоначалникот секое време треба да може да се појде, да се комуницира, да биде човек од народот. Добро. Дали ме разбрал, вие што ме слуша? Да, добро, не знам дали ве разбра, тој е нивни проблем. Вие го кажавте своето мислење. Дали во вашето место имате одлучено за кого ќе гласате, за кој градоначалник и дали ќе гласате? Слушај, пошто му ветив на твојот што е техничка служба дека нема да кажам кој сум, што сум, само ќе ви кажам дека ќе гласам за мене, нормално. Ќе се кандидирате вие? Да. Ќе се кандидирате? Кандидиран сум. Кандидирани сте. Ако сте кандидирани официјално, после 27. пријавете се во нашава телевизија да ви дадеме простор, извинувам, зборам, да ви дадеме простор, ако сакате, дојдете во телевизија, бидејќи ова не е само скопска телевизија, ова е митува низ цела Македонија, така што, иако е темава за Скопје. Добро, што треба да се направи во вашиот град Гевгелија? Што чини, што не чини? Што ќе направите како градоначалник во Гевгелија? Видете сега, пошто ме прашате... Иако е тема Скопје. Лути таму течке, мојќам дека нема да кажам дека сум кандидиран, оти рече, ќе ми кажа, ама вие ме прашате... Така, вие сте кандидиран, да, не смеете да зборите. Во право сте, благодарам, морам да ви исклучам, точно е, кандидати не смеат да се јавуваат до 27. Точно. Фала, режија? Да. Не требаше да име и презиме и ако сте... Добро, баце, знам, ми текна за законот, ама ја визуелно, аудио, мислев дека се протнавме, ја мислев дека дури и се мајтапи дека е кандидиран. Ти текнува? Но, нели, локални избори тие како белосветски циркус Адриатикус. Секој може. И тоа е баш интересно што е така. Така што ќе имаме доста бомвивани, шарени ликови кои ќе бидат малце поинтересни од ова. Иначе локални избори се ноќна мора за партиите. Знаеш. Добро, одиме со следниот гледач. Добро вечер. На гледачот што се јави и не си каже име, му посакувам успех, иако, нели, добро, не разбравме ни кој е, ни што е, и добро си му кажа да не го каже името. Добар ден. Добар ден. Јас не сум кандидат за градоначалник, Добро. али сум гласач. Друже, гласач, за кого ќе гласате, зошто ќе гласате и што му фали на градов? Вака. Градот Скопје подхитно треба да се престане со урбано градење, бетонизирање, да се почне со озеленување. Значи, да се престане станови, бизниси, тие работи, доста е веќе. Да се направи станови, ако сакаат надвор од Скопје, нека се прават некои нови населби, во центарот на градот и градот више да се престане. Тоа ќе барам од градоначалникот кој што ќе дојде идниот, а знам дека ќе биде и ќе гласам за Данела. И таа знам дека ќе победи. Зошто мислиш дека ќе победи Данела? Затоа што жената е непартиски член. Таа застана позади него опозицијата, позади нејзе. Знам дека жената и во телевизија што гледав е доста запознаена со бизнисот, има доста светски награди каде што е наградувана за врска со бизнисот и со справување со Но жената допред кампањата, допред молчењето одбиваше да се појави на телевизија. Например, ја упатив покана до партијата за да гостува во емисија пред забраната, одби.
И Значи, сега јас не знам ја која е тешко дека ќе ме убедиш дека она нели представник од народот, а одбива да дојде во народна емисија каде што има доста гласачко тело. Јанко, Како да го сватам јас тоа сега? значи, како да сватиш? Па за Шилегов пада доби уште еден кандидат. Тоа е срамота, бе. Човекот шајка не стави. Сега зема ги изора сите улици низ град, луѓето не може ни брза помош. Денеска поминувам по улицата. Чекај. Ај збориме за друго. Збориме за медиумско представување. Шилегов имаше храброст на секоја телевизија да дојде. Кај мене не дојде, затоа што ме хејта. Сваќаш, има партиска забрана. И тука немам. Ама Данела немаше никаква партиска забрана. Дојдов, рече, ми одговорија, не сакала да дојде. И сега ја шуди. А може и Шилегов ќе дојде. Кампањата уште не е почната, може сега не сме да дојде, не сме да кажува ништо. Сега не сме. Кој ќе почне кампањата, Друже, може од 11 септември до 27 има забрана. Не само тебе, на сите да им го кажа. До 11 септември ги повикав сите. Меѓу кои неа. И вика Јанко, не. ја не сум и Чекај, извини. Супер, те разбирам, ама пошто мора за партијава, се вака да си кажем. Значи, многу градоначалници кои беа потенцијални дојдоа и кај мене, дојдоа и на други телевизии пред да биде забраната. Ја не ја видов нигде Данела. Кај ја виде ти Данела у некаков разговор да се представи, да ова, да она. Да, партијата е моќна и е јака, ќе ја поддржат ради партија, ама ја не знам што ќе прави. Еве и Коце ја поддржува. Ама ја очекував Коце да биде. Добро, значи Јанко, сега да не критикуваме нешто што не знаеме што е и како е. Па тоа е проблемот. Ама токму се слагам. Не знаеме што и како е. Не знае зашто не може да дојде, може и е пополнета агенда, може ќе дојде. Па не се појави нигде на телевизија. Молим? Еве, ај што да не биде суета мое. Во ред што не доаѓа кај мене. Ама не се појави на друга телевизија да ја видиме што е. Па може Кај да ја повикат во Сомовска телевизија, во Канал 5 да ја повикат? А зошто да не ја повикат? Ја ќе ти кажам, пред да се кандидира, она нон-стоп беше на Телма, на 24 вести, милион гостувања. Пушти видео, стави Данела, да видиш дека на сите СДСМовски телевизии има настапувано. Мислам, како представник од Комората и ова она. Сега, откако се кандидираше, штама не ја нема нигдека. Добро, Јанко, значи, да не вртиме темата сега кон критики, значи, јас сакам да кажам, мојот став... Абе, Џони, јас знам дека не смее да има до 27. До 11 можеше да ја има. Они не ја кандидираа на 11. Не ти кажувам тебе, не со режијава се овакво. До 11 можеше да настапи на други телевизии. Не настапи. И сега мене ми е тоа симптоматично. Шилегов го знаеме, Јанко Бачев го знаеме, 300 кандидати знаеме, оваа не знаеме още два текста кои се напишани. А пушти видеа ќе видиш на Телма, на Сител, на 24 вести, на Канал 5, сегде ја имаше. Кога беше како, нели, на Комората. И сега што треба да помислам? Па добро, она било... Ама ја како што мислам, мисли и народот. Да збори за нејзината проблематика која што е во нејзина надлежност. Сега е агенда, например, предизборна кампања, кога треба ќе дојде. Значи, тогаш ќе повикале во специјални мисии која она во таа надлежност и таа може... До 11 беше поканета да се појави на повеќе телевизии, не дојде. За да збори за програма како градоначалник. Добро, значи ако сега искочиме за да критикуваме некој зашто не дошол, а не знаеме која му е моќта и која му е знаењето. Па нели тоа е, па не, како да ја гласам, како сега ме убедуваш да ја гласам Данела кога не знам што е уопште концепцион со градов? Па ќе искочиме, сега кампањата не е почната, ќе искочи, ќе каже што има програма, која е, што е и како ќе да знаеме. Скоро сите излегува на некакви интервјуа. Кандидати да збора за нивната програма. Ама, значи, нити знаеме дали е добра, ама нити дали е лоша. Па како може, доволно е само да знаеш дека ги има најголемите награди од светските здруженја и таму во врска со нејзиниот бизнис. Како може? На Шилегов нема нити една плакета, нити ништо нема. Така е, ама тоа е за бизнисот. Коце кога дојде со гумени чизми и со гумени чизми си отиде, без никако. Кога дојде, дури и години од како си замина, добиваше награди за своето градоначалствување. Значи, никој не знаеше.
И Коци испадна еден од најдобрите. А може и она ќе искочи најдобра, че ќе ти дадеме шанса да пробаме. Човекот го ставивме Шилегов, ништо не направи. Ништо не направи. И сега, кого да ставиме? Па да го ставиме него. Ајде да направише ништо, ќе го поддржиме. Ја ќе гласам за него. Ама имаше кој се заложи за Коце. Коце го знаевме, беше претходно градоначалник на Гази Баба. И имаше успех. И кога видовме како успеа во Гази Баба, го гласавме и за градот. Па еве може и Даниела ќе се покаже. Може, ама може и ти ќе се покажеш. Може ти си бољи од незе. Како ќе ме убедиш ти сега од 27 за 2 недели? Ја ти викам, не можеш да настапиш ти за како градоначалник, извини. Ја критикувам, еве ти кажувам. Еве, може и ќе ја гласам, не е битно. Оставено бекграунд кој што го знае. Абе не можеш ти ни еден телевизиски настап како во предкампања да имаш бар да кажеш за градов. Абе го сакам градов. Оваа барем Наташа Котлар дојде, рече ќе се кандидирам за центар. Абе шит ми е центар, сакам да го направам подобар. Не кажа големи концепти, але барем собра храброст да се појави да каже нешто. И сега ја за Наташа бар знам што да мислам. Што да мислам за Данела. Само дека е со ВМРО, друго ништо не знам. Убава е, згодна е, добро работела. Забегуваме со темава сега. Не забегуваме, напротив, ова е темава. Да гостува во телевизија со договорени прашања, договорени одговори како што прават кандидатите на СДСМ. Може жената не ќе така, она си сака да си каже, она што знае и што сака да го каже. А не како овие сите кандидати за градоначалници одат во телевизиите нивни, им дават прашања да ги научат дома што да кажат и доаѓат и тамо веруваат све комплетно, све знае човекот. Така е. А што во Јади Бурек ќе добиваше прашања? Па затоа не доаѓаат кај тебе овие од учител. Овие од СДСМ. Па зошто? Па тоа ти зборам дека требаше она да дојде. Баш кај мене имаш простор да си кажеш слободно. Повикај, може ќе дојде? Па ја повикав, не дојде. Добро, Јанко, не се возбудувај толку, значи. Ја да не се возбудувам. Ти качи притисок, бе, пријател. Ама немој сега, јас сега сакам нешто друго да си кажам, сега ти како што викаш ме вадиш од концепта, не можам да си го кажам своето. Ама ќе знаеш дека ќе те оставам све да си кажеш. Јас не можам, ти си имаш свое мислење, јас имам мое мислење. Ајде. Јас поддржувам твоето мислење, ти си најдобриот новинар во Скопје. Ама ти си најдобриот гледач што се јавува. Ама со тебе едино можам да се расправам. Со тебе можам да дебатирам, со други не. Со тебе можам. Значи, ја стварно што те мислам дека си малце подобар од другите, можам. Другите ќе им пречутам, ќе ги оставам тебе, со тебе сакам да дебатирам, извини. Па добро, еве, затоа јас со тебе дебатирам, zato знам дека со тебе ќе дебатирам и можам слободно да си кажам секој став, да го сватам твоето размислување и моето. Значи, ти си еден од најдобрите новинари во Скопје и затоа сакам можеш и слободно да се јавиш и да дебатираш и еве, значи дебатиравте на таа тема, сега може да затвараме. Ајде сега ти збори си, ја ќе те слушам. Ајде, не ти се мешам сега. Не, ќе дебатираме. Во право си тоа што го збориш. Значи јас те поддржувам. Ама да речеме на пример, се не можеме да знам кој е агендата или какви им се тие математики партиски каде и добро. Што мислиш дека треба со градов да се направи? Градот Скопје потхитно треба да се најде решение за сообраќајот. Со самото урбанизирање доаѓаат луѓе. Порано имаше во едно семејство една кола. Сега четворочлено семејство 4 коли. Не може да постигнат овие улици. Овие улици се направени од 70-та година. Направен водоводот и одводот е од 70-та година. Само се приклучуваат, не може да издржи тоа. Да се прекине со урбанизација, готово, крај. Само да кој сака да прави згради, населби надвор од Скопје, тамо нека се прави и готово. Тоа е едно. Знаеш ли што многу зеленило да се стави. Ама знаеш ли што е проблемот? Општина Центар треба да има забрана ништо да не се гради, така? Да. Ама основните пари што една општина ги собира се токму од комунали. И ако не градат, готова е општината. Ама има сега проблем. Од една страна ти си во право. И стварно, централно градско подречје, па и населба Аеродром и Ново Лисиче и све, овој бившиот ВМРО-вец од населба Аеродром изгради кинески зид, никој не смееше да му писне, а ваму рипаа шарените, зошто се градало, не требало да се гради, па ова, па она.
Дојде на власт, овој направи дил, изгради кинески зид, ќутат. Чекај бе, човече, па тамо е стварно совршена населба со, шо викаш, цевката е профилирана за толку илјади луѓе. Толку е струјата, толку е напонот, толку е водоводот, толку е канализација. И Ќе се најдат средства од друго место. Знаеш како? Тие што се дуќани и што се стопанственици на дуќани, ако сакате да не доаѓаат други дуќани да се отвара, да ви се намали прометот, ќе им се зголеми данокот од нив, од овамо 1%, од онамо 1%, полека ќе се буни буџетот некако. Ако не од централната власт, од државата, па ќе им дава некои средства за да може да опстани да функционира, да се градат градинки. Гледате дека нема градинки. Друже, дај бе влези на советничка листа, поише кориски има него ли да се јавуваш кај мене. Жими се. Ти си добар човек, имаш, а имаш енергија, направи некоја промена, бе, активирај се. У исто време збориме, добро. Те слушам, кажи. Па викам, активирај се, викам, имаш, дури имаш енергија, еве, не е важно дали си во право или не. Имаш енергија да направиш промена. Абе, кандидирај се, влези у советничка листа. Доста се бутаат само за оние што треба да лапнат пари. Па и твои сопартици да се. Ништо, ги знае само заслужни граѓани што иствитал 2-3 твита против Шилегов и сега тури го на советничка листа. Не е така, бе. Треба стварно луѓе да се изборат. Кој ќе се избори таму? Ама ја ги критикувам и тие. Значи, јас сум праведен, си сакам за мојата урбана заедница за маđари се борам со сите сили. Да, значи, ти беше единствен кој спомна. Сега види го маđари, Вардариште гори, чади, никој не смее да писне. А кога беше активирано? Вардариште е затворено пред 20 години. Пред 2 години, за време на короната, што се случи, кажи? Това е, што да ти кажам. Шилегов им дозволи на колите за отпад таму да го фрлаат отпадот. И повторно стана А што е најлошо, воздушна линија од Вардариште према Ново Лисиче е 500 метра. Ако име не се побуни од Ново Лисиче да се соберат некоја. Ние ги викавме кај нас да дојдат на протести, да ни дадат подршка. Никој не доаѓаше од аеродром да рече да дојде не може да отворат луѓето прозор. А ќутат. Па штом ќутите сега што да правам јас? Ја не можам да се растргнам, нема полиција. Така е. Шилегов тогаш и актуелниот да си останат на власт, а Вардариште да си чури и нека си се пушат, нека шмркаат канцер, па не е мој проблем. Народот бира. Ние сега од маđари ќе се ангажираме 200% и ќе бараме од Данела подхитно тој дел прво да биде на приоритетна листа да го затвори. Има тамо проект план за да се направи голф терени, паркови, шеталишта, зелен појас и тоа да се среди подхитно. И друга работа. Јас ќе гласам и за новиот кандидат за градоначалник Бован, зашто знам дека дечкото е топ и дека ќе направи промени у Газибаба. Значи доискажи се. Кандидат за градоначалник на општина Газибаба. Да, на општина Газибаба, Бован Стевковски. Добро. Дечкото е млад, енергичен, дури поенергичен од мене и ја знае проблематиката. Мислам дека ќе биде многу добра промена за Газибаба. И дека самиот понуди на средбите дека првата работа ќе биде да се реши Вардариште, да се реди Бурли пазар и сточниот пазар, каде што се загадено маđари, да се реши проблемот со железара, што го загадуваат цела Газибаба, тоа му е фактички приоритет прв. И човекот вети. И јас му верувам и ќе гласам за него и мислам дека прв ќе победи. Само ги повикувам сите граѓани на Газибаба да не колебаат, да не се двојат гласовите никако за левица. Ако гласат за левица, ќе си победи СДСМ и ќе останат истите проблеми. Исто за Газибаба. Да се намали загаденоста во воздухот, филтри да се стават у железара и да си идат контроли ностоп инспекцијски, да не може ноќно време и сабота да не работат филтрите, да се загадува, а од понеделник до петок ќе си работат и нема проблем, све е исправно. Депони на секој чекор и сега што прави градоначалник актуелен? Чисти депони од цела Газибаба и шутот го складира на голема депонија во сточниот пазар.
место да го носи во Дризла. Сега тамо се пре огромна депонија. Срамота, значи тоа треба да се среди. Бобан Стефковски рече и веќе дека тоа ќе му биде приоритет. Чистиот воздух и да се среди во Газибаба се што може. Давам подрушка без резервна за него. Еве ти кажувам, затоа што си добар верен гледач и секогаш имаш колку толку какви такви, ама свое мислење, дискусии, ми ја збогатуваш емисијава, досаден или не е важно, добре дојден. Еве, пошто толку кеф ти прави, ќе го поканам Бобан ради тебе. Не, се шегувам, ќе ги поканам сите, се надевам и на Бобан посебно ќе му дадам простор и се надевам дека ќе биде интересно. Ако биде храбар со отворени телефони, се надевам дека и ќе можеш да му сугерираш. Но повторно ти викам, жал ми е што човек како тебе ќе се јавува кај мене у емисија, повише би сакал таму да бидеш во собранието на општината и да им маваш на маса ова чини, она не чини. Ајде за следниот мандат можеби ќе може да се понудам, да видам ако не ме изберат они. Не ме предложат. Собирај снимки од ти кај мене. благодарам и за остапеното време и поздрав до сите гледачи, нека ми излина со малку без подолг и сепак ги повикувам сите гласачи да гласат за ВМРО, ДПМН и коалицијата, не за левица. Ако гласат за левица, ќе се остане актуелниот градоначалник и за Скопје, и на Газибаба, и секдека во Македонија. Благодарам за јавувањето, тоа е твое мислење, сепак ќе почитуваме и левица ќе бидат гости во емисијава, они и први прифатија. Инаку ова што го гледате, видео е префрлив нека стои како илустрација, направил некој се вика каналот Pop Travel, некој преку цел час прошетал ни Скопје, ни Старата чаршија и снимил она Walking in Скопје. Нели стално во емисијата, нели, еве со колегите знаат кога ви емитуваме од Токио, од Њујорк, кога врне па снег, па ова па она. Еве имаме вакво едно направиле и низ градот и убаво е еве да видиме. Не е наше, значи некој како си го снимил, што му се видело, не му интересно да снима. А стварно чаршијата ни е едно вистинско богатство на градот, но понатаму има и други делови, трае цел час. И како илустрација, бидејќи темава е град Скопје, па мислев дека, не, оти пола држава, но не се... Немојте тоа да ве става во некакви рамки, слободно можете и да зборите и за Охрид, и за Прилеп, и за Битола, и за Штип, Струмица, било кој град, ни идат локални избори, ние многу треба вакви емисии да правиме, не заради мене. Верувајте дека ќе им помогнете на оние за кои сакате да гласат, сакали или не, они ќе мора да ја слушнат емисијава не ради мене, ради вас. Што кажал некој, што му чини, они плачат сега за ваше мислење да чујат што е добро, за да ветат, за да видат дали може да се направи промена. Ете тоа е тоа. Режија? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во емисија сте... Благодарам. Сега ми отиде јаба на шетањето да го симнав холестеролот, ама за оваа тема вреди да се жртвува. Цар, добар си. Вака сега. Синоќа слушнав една многу добра мисла за што да направи градоначалникот што ќе биде избран. Вика да престане да го бетонира. Нема да кажем од кого, гениална мисла. А јас ќе додадам на тоа. Тој градоначалник прво да го земе урбанистичкиот план на град Скопје од Кензо Танге и Адолф Циборовски после 60-та година, после земјотресот, после 63-та. Не знам дали го чуваат, затоа што тој беше сместен во бараките спроти румунска болница, во градскиот завод за урбанизам, со се макетата како тоа изгледа. И да ги подсетам тие што не знаат, дека беше по сите светски стандарди предвидено на оваа локација што дозволува услови да се гради 10 километра од Бутел до државна и од аеродром до Ѓорче 20 километра, на таа локација може да се изгради град за 500.000 жители. Повтори каде? Повтори уште еднаш? Значи 500.000 жители за 50 години. Каде локација? Ова што е од аеродром до Ѓорче и од Бутел до кај тебе таму, до државна болница. Тоа е локацијата на Скопје. Централно подрачје.
Ме разбираш? Чекај, викаш нешто, ја те разбрав, збориш за нешто ново да се изгради. Не. Зборувам за урбанистичкиот план од после земјотрес. Аха, добро, и што? Локацијата е таа. Значи, од аеродром до Ѓорче, 20 км. Ама што, тоа е веќе завршена работа, тоа е Не, ама сега ќе ти кажам како да се реши. Како, повели? Вака сега. Значи, таму, затоа спомнав, предвидено е да биде град за 500.000 жители. Да биде со широки булевари, улици, паркови, зеленило и ниско градва. Сега, затоа викам овој градоначалник, ако го има тој проект да не изгорел таму на бараката, да го стави само за подлога, знаеш? Да го стави од оздола, па врз него да види кај се наоѓа сега Скопје. И ја се чудам и се крстам со лева рака како тоа ќе го направи, ама ако се нафати да го направи. А ја сега во стилот на твојата емисија ќе ми дозволиш да ти кажам што ја би направил како еден филм од Спилберг, разбираш? Слушам. Да се спроведе тоа. Значи вака сега. Од, што ти спомнав, од аеродром до Ѓорче, едно 3 хеликоптера, толку ги имаме, ама некои со вака крила од по 500.000 метара, да се качат на висина од 2 спрата, тоа е 10 метара, и да поминат 2-3 пути населението да се тргне. Види сега, научна фантастика, така се? Да, добро. Значи, да се тргне населението. И така пола се имат околу кај да се сместат. Значи, пројдат хеликоптерите, сравнат тоа до 10 метара, па после едно 3-4 булдожера со тоа корпите вака по 50 метара, да ги пробијат главните сообраќајници од Драчево до Хром, од Лисиче до Ѓорче и од автокоманда до Зајчеврид. И попреку, да речам, Кисела вода, Чаир и така натаму. Да разбираш? Така само може да се направи тоа што би требало или што би било кога би било во овој град. Сега да ти кажам, единствено, ајде да не се шегуваме, сериозно, да се престане со урбанизација. Мислам, нема више готово аш. Значи, се што има слободна површина да се обидат да направат зелени површини, сите главни сообраќајници ни се ќорсокак, да не ги спомнувам сега. Одиш до центар, пред тебе барикада, зграда. Значи, тие сообраќајници да се направат кој што треба и да се престане со тоа бетонирање. Толку јас имам... Кажи ми, дали имаш идеја за кого ќе гласаш или ќе чекаш кампања да чуеш програма и така натаму? Ја не гледам таков да ти кажам. Так. Не знам дали ќе одам на избори. Знаеш зашто? Кажи слободно. Со маска, со она, ја бегам како од огин, извини. Те разбирам. Слободно кажи си го мислењето, битно е. Не си ни единствен, не си ни сам. Не викам дека се сите така, но ти благодарам, и тоа е нешто, аспект кој некој ќе треба да го разгледува. Фала ти за јавувањето. Благодарам, пријатно. Ние одиме понатаму и морам да кажам дека прилично ми е интересно кои све не бил низ чаршија, не сме прошетале низ град, но видеово walkthrough низ Скопје, арно му текна некој да го направи. А зборевме, нели, јас со гимбалот да го идам, па ти, па немало, па требало, па не требало, ама еве некој го направил странец и убаво е. Требаше да си имаме едно вакво оригинално. Ај барем со еден низок дрон надлета 1-2 сати, ама кој да го плати? На кебапи да те однесам каде? У Фонтана или у Турист? Каде на кебапи не смееш да кажеш која кафана? Зашо не смееш да кажеш? Кажи си, голема работа. Феротурист. Добро, окей. Ако имаме гледач, го вклучуваме, ако не, ќе си плакнеме очи. Значи, ете, со 20 гледачи, иако малце долго е, стварно и темава е прилично недефинирана. Признавам дека не дадов јасна тема со јасни насоки, па секој да се јави и да каже кратко мислење, ама знаеш, ако го правам ја исто како што сите емисии дебатни го прават, стварно ќе ми биде и мене здодевно, а и вам. Така што еве вака кој како ќе си го разбере,
Значи, еден од Гевгелија, еден од Маđари, еден од Центар, еден одреден, еден неодреден, едниот крајно непосредно неодреден, предодреден. Во ред. Наредните емисии најверојатно ќе ги отворам за ова. Утре вечер ќе имаме емисија што се однесува за короната и за вакцинацијата на ваши прашања. Не ги отворам телефоните бидејќи ќе губиме многу време, но ќе ми поставувате прашања по SMS, по Viber, по Messenger, по мејл. Го имате мејлот и така натаму, така што ќе му поставувате на докторот прашања и ја ќе го цедам како лимун додека не одговори задоволително. Во ред? Во ред. Океј, ама ние се враќаме град Скопје. Или град Скопје нема проблем, се е во ред. Живи среќни. Како ми викаше една братучетка моја, од Битолов се село и ми бара стан да и помогнам. И ја и наоѓам еден друг, одамна беше 90-ти години, Центар, Центар, и на крај у Центар над рекорд. Ни клима, ни мотор, ни ништо, едно станче, отвора прозорот, тоа. Абе, што викам, вика, сакам, вика, бе, ја која ќе отворам, вика, ова мирисов на дизелов од автобусов, вика, убаво ми е. Како може да ти е убаво? Абе, Јанко, вика, Скопје за нас Лас Вегас е, вика. И стварно, за ноќна забава нема рамен. Океј, имаме гледач на линија. Ало, добро вечер. добро вечер. Повелете, во програма сте. Види, ја би гласал за оваа иницијатива Зелен хуман град, ова Ана Петровска. Не знам за тоа. Фала што ме информира. Добро. Знаеш зашто ќе би гласал за незе? Не знам. Затоа што има многу млади активисти собрано. Како рече Стварно Зелена? што сакаат да придонесат. Како се вика Зелена? Зелен хуман град, Зелен независна листа. хуман град. Град, да. Елена? Ана Петровска. Елена Петровска. Ана Петровска, Пардон. не Елена, Ана. Ана Петровска. Добро, збори? Ја би ги поддржал младиве, пошто ги гледам, стварно се заангажира, и внукава тамо гледам се ангажира, па ми дојда интересно, пошто прв пат да видам млади луѓе да се активираат не, да у се мене да политички покажам. Сори. овакво. Аха. До сега никад не покажале желба за политички да се активираат, али гледам дека женава ги привлече и има многу активисти. Ги собра и подписите за кратко време, така што покажаа дека стварно имаат овакво. А зошто мислиш Члена. дека им успеат да соберат толку брзо? Што кај се Затоа што познати? ги има многу, тоа ми е муабетот. Многу ги што? има што се младиве се релативно не ги сакаат ни ВМРО ни СДСМ. Зашто и едните и другите ги изгубија илузиите у нив. Со шарената револуција као ги поддржаа СДСМ на времето, ама видоа дека е тоа гола вода, ги изигра и што и студентски пленум што беше пред тоа. Значи, сето тоа придонесе да ги изгубат илузиите и сега гледам на ново се активираат за оваја. А она докажа дека малце почесна од другиве, со тоа која тамо имаше после ја сменија тамо, она беше у Министерството за заштита на средина, нешто за градот, не знам што беше, некоја дирекција беше. И ја сменија која покажа тамо некој... Мислиш дека граѓаниве ќе го препознаат тоа? Сега и кампања. Па зависи. ја мислам дека може да го препознаат, па сега ќе видиме. Што мислиш, што е разликата што они може да ја направат у овој град, а да не може од овие други? Па млади се имаат нови идеи, значи може да други форми на овакво да направат, на пропаганда, модерна пропаганда преку видеа, преку интернет, нешто преку таква работа. Значи нешто неконвенционално да понудат. Телевизија секако немаат пари они за на телевизија и телевизија се партиски, да не се лажеме, нема ни да им даат факти. Само Тоа да е што јасно- изгледува по изборен закон. Само. Само бесплатно е кај Јанко, освен за големите партии. Па и кај нив не наплати. ти контактирај ги, може ќе ти дојат гости. Да. Ако ги понудуваш сите градоначалници. ако Па имаш да, таму да, ги да. Ја интервјуираш. види, морам да признам дека не се трудам да се информирам кој све е кандидат и каде.
кој ќе ме Така контактира. да, добро, али Да. еве ти викам као... Мислам дека е преголемо, Као да се гостин разбереме. може да биде интересна жената, пошто ја следев баш Нема на збор, интервју на Телма. нема даваше, збор, баш. во право си, нема збор, се работи за мојот капацитет. Значи, ја не можам да ја следам целата кампања. Која следам цела кампања, сме ние тука ти ја се јавиме. занимавам и со филм, музика, култура, Фала Богу, уметности, едноставно, а немам редакција. Значи, немам Знам дека немаш ниеден... редакција, иначе. Вие сте ми редакција. Со 20 консултанти. Значи, моја редакција сте вие. Луѓе како вас ќе ме информира, еве, овој за Бобан, ти за ова, и така ќе склепам, еве, граѓаните се јавија, бара и вас. Може некој побитен ќе го утнем, може некој помалку важен ќе добие простор. Тоа е тоа. Така е, шанса. Така, Кој шанс- ќе си ја прифати шансата, тој ќе искористи. На крајот Тој што на не краиштата, сака да ја не прифати, сум нема телевизија. проблем. Јас сум Така емисија. е. Добре дојдено за секого. И сега се знае кој ќе дојде, кој ќе одбие. Дај некоја идеја. И тоа е. Така, Па да така. видиме дали ќе ги привлечеш луѓето или не. И тоа е уште поинтересно. Тоа е, знаеш, луѓе од неконвенцијален, знаеш, она... Не, млади луѓе се, релативно се образовани, Во ред. се информатичари, овако, значи... Сега ми насочи по да... интелектуална средина се. Знаеш, ми помогна сега кога ќе дојде некоја вест, а доаѓаат сигурно 20 вести, овој рекол ова, овој рекол она и така натаму. Сега вака ќе ми, ај викам, чекај, ми спомнаа за овие да видам, така што и ја малце ќе можеби ќе се пофокусирам. Фала ти, Така, поздрав. имаат, мислам, сајт тоа, можеш да ги ми ја видиш програмата. Океј, поздрав, Да, пријатно. пријатно. Еве го центар. Оваа година не работеа овие прекрасни прскалки што ги направи што не ги направи Шилегов, не ги поправи, Коце ги направи, ама Шилегов не ги поправи. Беа супер, али затоа два пати ги кршеа. Добро, сега тоа е и прерогативот нивни да нели све што е изградено во време на ВМРО да биде запустено и да се вика еве колку било неквалитетно нивното. Така што и тоа е кампања и тоа е пристап кој граѓаните си го одобрија со акламација на локалните избори. Ја не гледам дека некој се буни. Ама знам дека овдека имаше и црно, и бело, и црвено, и жуто, и со шалвари, и без шалвари, и во минјаци, се живо и диво, вистински центар на градот беше. Ама, нели, некому му е проблем да не се потсеќа. А и овој Коњаников, иако се колнеше дека ќе го извади исто како и галиите, и така натаму, и така натаму. Може на крај, слушај, најпаметно ќе му беше на Шилегов да рече, добро бе, еве, ќе ви го направам виенското тркало. Што го почна Коце. Ја го направив. И ќе беше хит сега. Сите ќе идеа. Зошто? Едните ќе идеа, абе, нашиов го почна, другиве ќе идеа, абе, нашиов го допреј. Идеална работа е, нели, било која партија да дојде, а да не се уништува или бойкотира нешто што е направено. Еве тие жичницата не работи. Нема сервис. Ајде заради короната ја забрани, ама нели сега може, ама сервис треба да се направи. Ајде до 31 септември, исто како авиониве, вајда. Што треба се сервисираат. Па ќе гасиме пожари. Со роса. Росичка, со капка роса. На твоји устни боje меда, пустичу кап своје воде. Добро вечер и повелете. Се исклучи, добро, ќе почекаме. Ќе уживаме во овие слики. Јуфлит радио Шкуп, програма Музикор, Стрит Македонис. Оп. Ајде уште некоја минута, па ќе направиме пауза, ама после паузата ќе идеме со сосема друго. Добро, немаме јавувања, ворете, ако го тегнеме ќе имаме и понатаму повеќе, но мене ми е сосема доволно како за старт. Ќе направиме кратка пауза, а потоа по паузата ќе ви посочам неколку хронолошки документарци за Скопје. Ми се чини од која година имаме од 30, не од 30-та, од 67-ма, добро. Знам ги подготвив 4 документарци, некои пократки, некои подолги. Една убава слика да имате
каков беше градот, па еве и со визуелно каков е денес. И вака, само да не се лажеме. Далеку од тоа дека кога ние бевме млади во она златно време дека градот беше прекрасен. Абе не ми зборите. Денеска градот има работи за кои сонувавме тогаш да ги имаме. Ама секако дека денес немаме работи кои тогаш ги имавме, а не ги ценевме. Значи, во една шизофренија е крајно време. Ни тогаш било најдобро, ни сега е совршено. Далеку од тоа. Така што, хајде одиме. Документарците ќе кажат многу повеќе од мене. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот влюбеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.
Една од најубавите работи, вака кога правиш реминисценција и сакаш нешто да збориш за иднината, убаво е да се подсетиш на минатото. Јапонците својот национален успех го базираат на една многу интересна фолклорна нивна реченица и теза. Одиш напред со лицето свртено назад. Со длабока во смисла со сите напредни технологии, но со почит кон традицијата. Затоа Јапонија, мислам дека, не знам, уште 5 атомски бомби да им фрлат, они пак ќе бидат еден од најдобрите народи на светот. На страна што они се еднонационална држава, каде што немаат малцински проблеми, така што и тоа е голем фактор во една земја. За Скопје, првиот документарец датира од 67 и се вика Скопје во минатото и утре. Вториот документарец кој ќе се емитува е од 77 година и се вика Предновогодишна атмосфера. Потоа следи Скопје 79-та, исто така документарец по улици снимано како изградено што е, и Скопје во 1984 година. Ете, благодарение на YouTube, вакви, можеш да го пуштиш ова кај мене на компјутер, па ќе продолжиш ти, секако. Еве, вакви снимки од вакви места, кои може некому и, како да кажам, и малце емоционално да се подсети на младоста и се. Ова е снимано кај коцката. Ова е коцката, да, ова е коцката, постулатот на кој изгради еден чирот зграда, еден објект, не знам, за 2-3 продавници, кој за мене лично се естетска мизерија, а иначе ова беше постулат, коцката беше постулат на кој требаше Македонија да му одаде почит на Тито и да изгради споменик, голем споменик. Македонија тоа никогаш не го направи. Толку. А сега одиме, значи, почнувајќи од репортажа Скопје во минатото и утре од 67 година. Добро и за вие да се подготвите, па во некоја друга дебата ќе ви текне за некои работи и може би што имало подобри решенија или полоши решенија кои денеска се ги наминале. Sejedno. Тоа беше се од мене за вечерва. Уживајте во овие ретки документарци. Любов прва срце ми плени, ти Скопје моје градено со жар. Наша младост лице ти мени, и среќен беш росен од Вардар. Со своите градби и булевари, ти раште со нас луѓето. Празник е во нашиот град. Денот 13. ноември што дојде понесен на плеќите од генерациите, е вткаен во тоа празнување, во неговите широчини и вилици, во сето негово постоење и живеење. И честит нека е тој ден, што е наш водич и наше знаме, наша радост и наша убавина, наша крв и наши умирања, наш незапирлив од. Мал број градови на Балканот имаат толку разбранувано и богато минато како Скопје. Минато достојно за почит. И градовите кои луѓето се разликуваат помеѓу себе. Има градови кои се тажни, кои се полни со гајдина, кои се полни со преживување. Има други градови кои се весели, безгрижни и монотони. Еден од првата врста градови е Скопје. Главниот град на Социјалистичка република Македонија, град кој е создаден преди нашата ера со античкото име Скопје. Поради важното географско стратешко положение што го завзема на овој важен простор на Балканот, Скопје или античкото име Скупи што го носи, бил мета на удери на непријателот. Било тие да доаѓале од север, било од југ. Затоа и Скопје
има една тажна и борбена историја. Историчарите кажуваат дека Скопје бил главен град на Дарданија, местото кај што живеле старото индијско племе дарданци. По завзимањето на Дарданија од страна на римјаните, римските императори го прават Скопје еден од важните административни и војни центри. Кој еден од важните центри Скопје се развива како крупен трговачки, административни, културен, црквен центар. Меѓутоа, во 518 година го задесе катастрофален земјотрес, за кој Марцулиос ни збори дека во тој земјотрес не само Скупи, туку и 24 кастели од Дарданија, заедно со градовите Стоби, Хераклеја и Линхида, се наваѓаат рушевини. Истиот хроничар раскажува дека земјотресот било таков карактер да со месеци траел. И луѓето на Балканот не знаеле кај да бегат. Сметале дека ќе настане една катаклизма голема. Со доаѓањето на словените на овие простори во почетокот на 7 век на нашата ера, малку знаеме што става со Скопје. Меѓутоа, веќе ми е за време на Македонското царство на Самуила, имаме подаци дека тоа е една од важните тврдини на Самуила. Тука на десниот брег на Вардар, негде у близината кај што се влива Лепена, се одигрува и чувената битка меѓу византиските војски кои ги води Василий II и Самуил. Тука македонските војски претрпуваат пораз. Сличен кој што претрпеле при реката Сперхеа во 997 година. По пропаста на Самуилото царство, поради важноста на самиот град заради неговото војно-стратешко положение, Василий II, претварајќи Македонија во катепанат, Скопје става главен град. Така Скопје живи како еден од центрите во Византија се до проширувањето на српската држава за време на Милутин, кој од 13 век го завзима градот, а неговиот син Душан, познат историјата како цар, го прави престолен град. Со нахлувањето на османците на Балканот, османците го зазема Скопје во 1392 година. Интересантно е да се подлече дека османските владари, односно султани, довејат у Скопје да командујат со операциите за дално завзимање на териториите на Балканскиот полуостров. Историски е факт дека османските султани се до завзимањето на Цариград во 1453 година Скопје го претварат у престолен град. Со други зборови кажано, Скопје полни 60 години става центар на Османската империја. Скопје у тоа време не преживува некој упадок. Напротив, доживува еден расцут. Се развива трговијата. Става еден многу важен административен центар. Меѓутоа, у тој расцут Скопје доживува две големи катастрофи. 1535 година доживува поново еден катастрофален земјотрес, кој го разурнува скоро до темел. А покасно, кон крајот на 17 век, австријскиот
генерал Пиколомини го запалува Скопје токму моментот кога и австријските војски кои продолу на Балканот треба да остапуваат назад. У времето кој ние го познаваме како кога македонскиот народ под водството на селскиот крај Карпо се дигнал на востание го заузел Скопје и просторите у правецот на Куманово, Кратово и Крива река. За одбележување да сите хроничари од тоа време. Од Девлија Челеби, Хаджи Калфа, па до извештаите што и дава генералот Пиколомини, заедно со неговиот офицер Кантарини, сите зборат дека Скопје е голем град. Град за кој збори Пиколомини да не е ништо помало од Прага и да брои негде околу 60.000 жители. Кога се решил Пиколомини да го пали градот, у извештајот на Леополд му вика да му е многу жал да го подложи на огин еден оваков убав град кој обилува со убавини од убави големи зданија, великолепни џамии, изградени све од мрамор, со минарета кои се ноќе осветлени со хилјадици светилки, на кои, кој што вели самиот Пиколомини, можат луѓето да му завидат дури во Рим кој се. Денес, на овој ден и ова празнување, градот наш инспирира и повикува на нови акции и напори на нови чекорења по патиштата на нашата определеност. На изградбата на објектите на пат сме да веќе почнеме да ги чувствуваме контурите на идниот град. Тие најлесно ќе може да се доживеат во централното градско подрачје, каде веќе е во фаза на изградба или во завршна фаза на проектирање прилично голем број објекти. Какви објекти и какви простори можеме да очекуваме во Скопје? Пред се, во поглед на објектите за становање и воопште територијата во кои граѓаните на Скопје ќе живеат, може да се очекува интензифицирање на приградските населби као проблем кој стои веќе од денот кога тие се оформени. Во ужето градско подрачје можеме да очекуваме прилично голем број на големи стамбени објекти, а во централното градско подрачје еден солиден број на јавни објекти чии концепции, чии проекти, како реков, веќе се во фаза на разработка, а базират на веќе познатите акции во изработката на Генералниот урбанистички план на Скопје. Денес во Скопје животот во главном го чувствуваме најинтензивно во потезот на улицата Маршал Тито, плошадот Маршал Тито, Старата чаршија и Битпазар. Во блиска перспектива можеме да очекуваме да тој се повеќе и повеќе ќе се шири према исток кон новата железничка станица за која веќе се превземени чекори да се изработат проекти. Просторите околу денешниот мост на револуцијата, околу денешниот бетонски мост и околу стариот мост ќе бидат едни од најинтересантните простори со оглед на содржините кои можеме да очекуваме дека во блиска перспектива и ќе ги видиме. Тоа се просторите на групата на театрите, просторот и плоштадот, ние го рековме плоштад на Републиката околу Народното собрание, од левата страна на Вардар, од десната страна една група големи трговини, административни објекти, деловни објекти и така натаму. Во врло блиска еднина можеме да очекуваме и оформување на просторот помеѓу зградата на Народното собрание, градската болница и стамбените солитери покрај Вардар. Тука, како е веќе познато, предвидена е изградба на еден парк и изградба на еден трговачки центар. Во просторот на планираната железничка станица сметам дека во иднина Скопје ќе има еден од најатрактивните делови на градот и на централното градско подрачје. Тоа е така наречената нова осовина, која железничката станица по пат на пешачки платформи во различити нивои од кои се движи моторниот саобраќај, ќе го поврзува денешното јадро на центарот со новиот сообраќајен јазел, кој во себе ќе ги концентрира и патничкиот и автомобилскиот, како меѓуградски, така и градски
сообраќај. Просторот на улицата Маршал Тито, кој денес ни е најблизок и најчесто го посетуваме, во перспектива ќе му биде наменет исклучиво на пешаците. Трговините кои денес ги има, веројатно по број ќе бидат многу повеќе, а по простор по интересантно обработени и, како реков, еден простор во кој исклучиво пешаците ќе можат да го доживуваат својот град во одредените, посебно вечерните часови, како една од интересантните атракции на градот. На левата обала веќе е во градба известен број јавни институции, а нивниот број во блиска иднина ќе се уголеми. Ќе бидат простори во кои ќе бидат сместени некои институции од научен и друштвен карактер, а во просторот помеѓу Сад, Кула и Гази Баба определена територија за Универзитетот на Скопје. После неколку дена ќе можеме да видиме како заправо тој простор, кога ќе биде изграден, ќе изгледа. Предстои изградба и на известен број објекти долж улицата Борис Кидрич, а незината реконструкција е прашање на ден кога ќе започне. Кале, просторот кој во сите концепции има доминантно место, ќе биде еден од местата каде треба да биде најрадо посетуван од граѓаните на Скопје со оглед на содржините и самата конфигурација на теренот. Тој најме доминира над овај дел на градот и очекуваме дека и тој ќе биде едно место каде би сакале врло често да се навоѓаме. Што по однос на перспективите на градот во целина? Геополитичкиот положај на Скопје, интензивниот друштвен развиток на нашата земја, во секој случај ќе бидат едни од факторите кои ќе допринесат да Скопје во перспектива може слободно да рачуна на еден интензивен развиток кој ќе се протега долж целата Скопска котлина, а време е веќе да се размислува и на створување на урбанизација помеѓу градовите во околината на Скопје. Тоа се Велес, Куманово и Тетово. Скопје као град, уостовом као и сите други градови, представува заправо еден организам во стално движење. Можеме да рачунаме дека таквото движење ќе оди во правец на комплетна урбанизација на просторот во подрачјето кое го спомнав, тоа е посебно Скопската котлина и околните градови. Во тоа треба да бидеме уверени дека перспективата на Скопје е светла, а потребно е само малку интензивно работење на неговата реализација. И честит нека е тој ден, 13 ноември, што е наш водич, наше знаме, наша радост и убавина, наш незапирлив од.
Ti ne si den, ti ne si prikazna, ne si ptica, ne si prolet, ne si cvet. Ti ne si son, ne si poezija, ne si zora, ne si zvezda, ne si bran. Svetog moj, nezaboraven si poj, čuden poj, sekoj den, što go slušam i pevam. Najljubava muzika, sozdadena za mene, jedinstven zvon, što go ljubam, što go znam. Ti ne si den, ti ne si prikazna, ne si ptica, ne si prolet, ne si cvet. Ti ne si son, ne si poezija, ne si zora, ne si zvezda, ne si bran. Svetog moj, nezaboraven si poj, čuden poj, sekoj den, što go slušam i pevam. Najljubava muzika, sozdadena za mene, jedinstven zvon, što go ljubam, što go znam. Su votoa, su Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е смисла. Донесу одлука за изборен процес. Голем процент. Ка Република Македонија се разгледаше израелот Ја мислам сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, ќе ти дојде
да се купиш играта, пример, за PlayStation 4, докато имаш петка си минја дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Сакате секогаш да имате работа, одете на инсектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Не се откажувам од собството 16 краков. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, сам се души поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книжа да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Може за госпожата. Добро, еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе, гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готват од кој само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, вика. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш тамо. Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре, бе, на сите им се златни, па ти, па, виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно, на представа. Тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луду ја за те? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони шо вече 4 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, не И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти Боје да горе. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Погорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Програмата да поздравува тебе.
ще се заведува.